Ja постојано да ја гледам Андријана Лачки, многу се. Многу. Сега. Она каква домаќинка е, бре, на сите телевизиски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домаќинка, ем сам да правам ручек. И си игра умеѓу време. Македонска девојче, кика шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачки, и ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам на рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Јас сега ќе мора да ми помогнете овие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? А, тетка Радка, како ги лупиме? Ја земаме пиперката, ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Благне, вие сега да излупите пиперки. И тетки, бе. Да нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер. Така, овие се македонски стари садови, затоа што цел живот е, цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјената тавот и многу е здрава. Во овие убави садови, земјен сад, земете ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжаници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Андријана, врти оро. Фала многу, пријатно живи.